здраво! Денес е 107-миот ден од годината. 17 април 2014 година. Токму во ова издание на Лајт предвидено за денешниот ден, ви нудиме многу интересни содржини со кои искрено се надевам дека ќе го задржиме вашето драгоцено внимание. Инаку едно од она што би го задржало вашето внимание на програмата на телевизија Стар е случувањето кое што не очекува во сабота. Односно, Капсула култура ги издружи силите со организаторите на Великденс. Одлично електронско случување за сите оние кои што уживаат во електронската музика. Првата информација за денес се однесува на модно советување. Стомачето кое ја уништува совршената женска фигура, често пати знае да не изнервира. Но дали се знаеле дека со правилниот избор на облеката можете совршено да го камуфлирате? За попуштениот стомак да не ви доминира, заборавете на кратките маички, а исто така, во модната комбинација избегнувајте ги панталоните и фармерките со ниско седло. Доколку припаѓате на категоријата елегантни жени, облекувајте покомотни сакоа, а модните експерти препорачуваат да внимавате и на материјалите на облеката која што ја купувате. Верувале или не, фустаните од ликра дополнително го истакнуваат стомакот. Паметно ви е да одбирате дводелни комбинации, избегнувајте ги фустаните. А за крај, само ќе споменеме дека модните детали можат многу да ви помогнат во сокривањето на стомакот. Ако имате шал или марама околу појасот или пак носите интересна чанта во раката, ќе имате екстра ефект во прикривањето на стомакот. Во рубриката Занимливости ви носиме информација од Велика Британија. Ви ја презентираме креативноста на тамошните студенти. Во време кога сите сме обседнати со штедење, ви ја презентираме најновата WC школка Лота. Нејзиниот дизајн е гениален, лесно се вклопува во тесни тоалети и, што е најважно, штеди вода до дури 50%. Интересно е и тоа што се склопува, но уште поатрактивно е тоа што многу лесно може да се одржува и чисти. Лота е проект на двајца студенти во еден британски универзитет. Цел на проектот им била да пронајдат идеален начин за искористување на просторот во тоалетите. Со нетрпение ја очекуваме сабота, а и ви зошто. Организаторите на двата најпопуларни фестивали за електронска музика во Штип дејствуваат со здружени сили. Годинава на 19 април, сабота, имаме два во еден, во изден и Ранмака и Великденс. Од деветото издание на Ранмака фестивалот и деветото издание на Великденс фестивалот, кој по тој повод оваа година ги спојуваме под ист промотивен настан наречен Велик Ран Денс, кој ќе се случи овој викенд на 19 април со почеток од 10 часот со две сцени, која едната се наоѓа во фојето на Домот на културата и Drum&Bass сцена, другата сцена се наоѓа во клубот Ајсије техно сцена. Ќе позборувам малку за стејџот 1, тоа е сцената 1 за кој ние сме одговорни Ранмака фестивалот. На сцената 1 ќе настапи како хедлайнер, ќе ни настапи Euphorix. Euphorix доаѓа од Good Looking Records Англија, инаку е од Србија. Потоа со него доаѓа MC Боџе, знаете дека во оние Drum&Bass настани MC-то е еден голем фактор за добра забава. Останатите артисти се од Македонија, Hate,
од Macedonian Junglist Movement, Тоги од Macedonian Junglist Movement и Тектон кој доаѓа од Neurhythmics радио шоу. И техно сцената на Велик Денс, на која ќе настапи Павел Петров, искусен диџеј од Бугарија, потоа Стефано, Кристијан Петровски и Нена Томен. Луѓето кои пратат оваа сцена знаат дека овие имиња гарантираат квалитетна забава. Ран МК се одвива 2 пати годишно и како ова 9 издание веќе 4,5 години го правиме, а Велик Денс како еднаш годишно на пролет се случува 9 година поред, но сепак се поклопија 9-тите издание се поклопија во ист период, па решивме кога веќе промовираме урбана култура и електронска музика на сите млади во градот, решивме да споиме 2 различни типа музика и на нашите публики кои доаѓаат оддолно да им дадеме шанса со истата влезница да посетат 2 различни настани. Пример, дечките кои доаѓаат на Drum and Bass да почувствуваат како е да се биде на техно фестивал и обратно. Затоа решивме како јубилеј за 9-то издание и како за цел да промовираме повеќе музика на што е можно повеќе луѓе на светиот ден, рейверски Велик ден, да организираме 2 фестивала под едно име. Бидете подготвени за уште едно маратонско трчање по ритамот на електронскиот бит. За крај секогаш ни останува предлог филмот. Hey, honey. You want a party? Doug. Подобро се живее со хемија е филмско остварување од 2014 година во траење од час и 31 минута. Режија Гив Мур и Дейвид Пасментиер. Припаѓа на жанрот драма, комедија. It's called being a man, Doug. Give it a try. You promised to get all the deliveries done before you go, right? Stop it. You have my word. Hi, honey. I'm gonna be late. Hey, rich people. You must be Mrs. Roberts. You're just one of those authentically nice guys, aren't you? Girls don't always go for honest and sweet. Girls don't. But women do. What happens now? You never get a high on your own supply? That's illegal. Of course it is. You deserve more! But what am I gonna do about it? What if you died or something? Let's do it. Телевизија star.com.mk е местото каде што можете да се информирате и воедно уште еднаш да ги погледнете подготвените прилози во емисијата Лајт. Јас ви посакувам убав остаток од денот и понатаму останете со програмата на ТВ Стар.